18 семејства од Ресен ќе го решат стамбеното прашање. Деца без родители и родителска грижа, корисници на социјална или постојана парична помош, лица погодени од елементарни непогоди, инвалидни лица, лица припадници на ромската заедница, самохрани родители, слепи лица, имаат можност да аплицираат за распределба на социјални станови. Подносителот на барањето за добивање на социјален стан може да поднесе документација и да аплицира само за една од 7 категории. Сакам да напоменам дека подносителот на барањето за добивање на социјален стан може да поднесе документација и да аплицира само за една од 7 категории корисници на социјалните станови. Доколку лицето или некој од членовите на неговото заедничко домаќинство аплицира во повеќе од една од категориите на корисници, сите поднесени барања ќе бидат отфрлени. Потребната документација за аплицирање може да се поднесе во меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Ресен. За лицата кои не се во можност сами да ја обезбедат документацијата, тоа ќе го стори Центарот за социјални работи. За лицата кои не се во можност сами да ја обезбедат потребната документација, тоа ќе го стори Центарот за социјалните работи. Огласот започнува од денеска и ќе трае 30 работни денови или до 14 јануари 2016 година. Становите ќе се распределуваат во транспарентна постапка преку електронска распределба согласно методологијата за бодирање на кандидатите. Цената за закуп зависи од големината на станот и се движи од 600 до 1000 денари месечно. Становите кои што се за социјално ранливите категории треба да се во големина од 40, значи 5 до 50 метри квадратни, не повеќе од 50 метри квадратни, затоа што се наменети баш за ова социјално ранлива категорија, каде и закупнината ќе биде мошно ниска. Изминатите години во Македонија изградени се вкупно 678 станови во 13 општини во земјава. Во тек е изградба на 2 објекти во Кочани и 1 во Македонски Брод, а наскоро се очекува да започне градбата и на објект во Гостивар со 70 станови.